Во тека таму е колешката Миријана Давидовска, ја вклучуваме во живо со последните информации. Миријана, што ќе им понуди комплексот на посетителите? Така е, Дисмина, по цели 7 години концесионерот КХС Груп го доби повторно овој простор и го реорганизираше и го реотвори. Денеска е свеченото отварање на кое што присуствува премиерот на македонската влада, заедно со уште неколку министри, министерот за култура е тука, како и директорот на СОЗР, преку кој што одеше целата постапка за јавното надавање за добивање на оваа концесија. Во овој комплекс Македонско село, знаеме од претходно, имаме 12 автентични македонски куќи и еден простор каде што навистина примамува голем број на туристи. Токму тоа ќе биде и целта и на концесионерот, но и на владата, за да не дозволи повторно се случилна сценарио да биде затворен овој комплекс, напротив, да направи се заедно со Министерството за култура да се стимулира туризмот, развојот на туризмот овде во овој комплекс. Во продолжение да слушнеме изјавата од премиерот Мицкоски. Уште едно туристичко, алтернативно и би рекол ултра квалитетно место каде што може да се ужива во преубав поглед, во преубави соби, апартмани би рекол и сигурен сум во превкусна храна. Така што јас би им посакал многу среќа во работата, се разбира. Ги повикувам сите оние кои што не го посетиле македонско село да дојдат да го посетат, да уживаат овде во тоа што го нуди овој објект и се разбира во периодот кој што следи да се погрижиме сето она кое што за жал изминативе 7 години беше заборавено, уништено, девастирано, полека, но сигурно го обновуваме и повторно му го враќаме сјајот и го ставаме во функција едно по едно во зависност од приоритетите и можностите. Во комплексот Македонско село има еден дел кој што е посебно издвоен за ресторан, но исто така има и занечиски работилници, но и продавници, каде што сите оние кои што ќе дојдат во комплексот ќе можат да посетат и да видат како никогаш се работело и кои биле најинтересните занаети од Македонија. Во продолжение ги слушаме изјавите на директорот на СОЗР, но и на концесионерот на овој комплекс. Комплексот е многу значаен за градот Скопје, многу значаен за Република Македонија од неколку аспекти. Еден од аспектите е дека во суштина ова е идентитетот, културата на нас македонците, на Македонија, на државата, бидејќи има 12 куќерки кои што имаат сопствена архитектура и тоа прераскажува нашата многу вековна историја од минатото. Покрај тоа што ја кажува историјата, идентитетот, овој комплекс ќе со отварањето на портите на овој комплекс ќе се овозможи додатна туристичка дестинација за градот, зголемен број на туристи, отварање на нови работни места. Не представува огромна чест и задоволство што ни се пружи прилика да го возобновиме македонското село и да вратиме автентичноста на комплексот која што ја изгубивме во последните 7 години. Целта наша е да го претвориме комплексот во едно автентично туристичко место кое што повторно ќе биде ставено на мапата за туристички дестинации, за домашни и странски туристи. Дисмина, како ќе се привлекуваат домашните, но и странски туристи? Јас во живо во овие вести разговарам со Симона Милковска, која што слушнавме пред малку, која што е дел од раководството на концесијата на овој комплекс. Добар ден. Слушнавме дел во изјавата, имаме 12 автентични македонски куќи. Може ли малку подетално, колкав капацитет за сместување имаме во овој комплекс? Што се ќе понуди овој комплекс? За почеток, која е вашата програма? Значи, вкупниот број на сместувачки соби кои што се располагаат за 12 куќи, каде што се распоредени сместувачките капацитети е 52, а 3 имаме во куќата која што е дел од ресторанот. Всушност, 3 соби имаме таму, останатите се во другите 12. Исто така, дел од куќите имаат и простории кои што се предвидени за занечиски работи, дел веќе се започнати со работа. Мислам, подготвени, останатите ќе бидат во текот на идниот период.
Во моментов имаме исто, значи, средби со некои странски туроператори со цел да се прошири програмата на веќе постоечките туристички групи кои што доаѓаат во главниот град со цел да го посетат комплексот и на тој начин да се запознаат со македонската традиција, култура, обичаи, занаети и да го искусат македонското гостопримство. Така, споменавме што се поседува македонско село како комплекс. Фокусот ќе ви биде на странските туристи, но што е она што ќе можат да го видат домашните, колку ќе биде достапно за домашните туристи и посетители, од колку до колку часот ќе бидат отворени, дали има само еден ресторански дел? Во моментов во прв план значи ќе функционира само еден ресторански дел како алакар достапен значи за гости кои што ќе користат сместувачкиот капацитет и за оние кои што ќе бидат само како посетители на комплексот. Исто така имаме втор ресторан кој што ќе се користи како ресторан за појадок за оние кои што се сместени во хотелот. Комплексот ќе биде значи достапен и за домашните и за странските посетители. Веруваме дека сместувачките капацитети повеќе ќе бидат користени од страна на странските, а додека домашните би доаѓале да ги посетуваат културните настани кои што се предвидени во текот на за тековните значи месеци, веќе од следната недела тоа ќе биде подетално објавено. Каде што ќе имаме настани значи од фолклорни вечери, традиционални дегустација на традиционални македонски јадења, па дури и работилници каде што ќе бидат опфатени старите македонски занаети. Така, кога ќе биде официјално отворен за сите посетители, од кога ќе можат да дојдат и да го посетат? Веќе значи планот е до крајот на оваа недела да биде објавено официјалниот датум на отварање на вратите на комплексот за сите посетители. Каква ќе биде програмата? Имате нешто веќе прецизирано? Се уште е во тек тој дел. Симонати, благодарам за ова благодарам и на вас. Секако дека ќе ја следиме работата на концесионерот на комплексот Македонско село. Дисмина доколку имаш прашање повеќе. Мирјана Давидовска, ти благодарам за сите овие информации. Секако детален извештај пренесуваме и во следното информативно.